Почитувани, Република Македонија е парламентарна демократија во која граѓаните избираат своји пратеници, чија обврска е да ги застапуваат и да одлучуваат во нивно име. Собранието на Република Македонија е државен орган каде се носат закони, каде се носи буџет на државата, каде се носат најкрупните одлуки. Пратениците имаат обврска, која сами ја побарале и за која сами се кандидирале да бидат присутни во собранието, да дискутираат, да прашуваат, да одлучуваат. Секоја друга постапка, секој бојкот, уцена, деструктивно однесување, секоја блокада оди единствено на штета на државата и на нејзините граѓани. Оправдување за неработа, за незаинтересираност, за неодговорност нема и не може да има. Но, секоја партија и секој поединец пратеник одлучува за себе и треба да е спремен да ја сноси одговорноста, а за неа ќе одлучуваат граѓаните за само 8 месеци. Додека пратениците на СДСМ не работеа, во Собранието на Република Македонија се донесоа низа од значајни закони и одлуки кои се од директен интерес на граѓаните. Пратениците од ВМРО-ДПМН, од целата наша коалиција за подобра Македонија, но дозволете и останатите пратеници од пратеничките групи на ДУИ, ДПА и независните пратеници во изминатата година имаа интензивна и плодна работа. Сите овие 90 на пратеници беа на ниво на обврската која ни ја дале граѓаните, а која сами сме ја побарали. Сите овие пратеници не дозволија да биде нарушено нивното достоинство и кредибилитет, да не доаѓаат на работа, а да добиваат плати. И не дозволија лично да се стават во улога на заштитници на кариери на луѓе со сомнително минато и сомнителни идеи за стабилноста и развојот на Република Македонија во иднина. Дозволете ми само накратко да набројам што се пратениците на ВМРО-ДПМН, Коалицијата за подобра Македонија и воопшто пратениците од владиното парламентарно мнозинство одобрија, прифатија и изгласаа во полза на граѓаните на Република Македонија. Додека пратениците на СДСМ не работеа и не доаѓаа на работа, ние го направивме следното. Изгласавме нов закон за прекршоци и низ усагласување на закони со кои драстично, во некои случаи до 85% се намалија глобите за прекршоци во Република Македонија. Со измени во Законот за социјална заштита донесовме одлука за зголемување на социјалната помош за 10% за околу 36.000 материјално необезбедени семејства. Донесовме низа на измени на закони со кои го одобривме проектот Македонија вработува и одделивме буџетски средства за реализација на истиот. До денес над 5000 лица од различни категории најдоа свое работно место. Со измени во Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност се гарантираше зачувување на работното место на жени кои користат породилно отсуство, а на фирмите им се овозможи користење на буџетски средства за плаќање на придонеси на вработените на местата на оние кои користат породилно отсуство. Со нов закон за трансформација на работниот однос донесовме одлука на околу 3000 лица кои повеќе години, во некои случаи и над 12 години, работеа како волонтери или под времени договори да им се трансформира работниот однос на неопределено време. Донесовме закон за гаранција со кој Република Македонија набави нови и современи возови прв пат после 35 години. Со измени на Законот за детска заштита овозможивме зголемување за 25% на посебниот додаток на родители кои имаат деца со специфични потреби. На овој начин помогнавме на дури 1030 родители приматели. Децата со Даунов синдром за прв пат влегоа во оваа категорија. Со измени на Законот за здравствена заштита определивме да се одвојува по 1 денар од кутија купени цигари кои ќе се издвојува како средства исклучиво наменети за лекување на ретки болести. Овој фонд веќе е функционален. Донесовме измени на закон со која намаливме цената за 20% на приватните специјализации. Донесовме низа на закони за поедноставување на процедурите за изградба на нови фабрики во ТИРС зоните. Денес се градат такви фабрики во повеќе општини низ Македонија.
Со измени во законот за исплата на плати, донесовме одлука сите вработени во армијата на Република Македонија, полицијата, здравството, образованието, културата, јавните предпријатија и останатите државни служби да добијат зголемување на плата за 4%. Донесовме одлука за зголемување на износот на гарантирана минимална плата од 8.800 денари на 9.590 денари со одредници во законот и за понатамошно сукцесивно годишно зголемување на истата. Донесовме закон за гаранција со што овозможивме започнување на проектот за изградба на нова клиничка болница во општина Штип. Донесовме измени во законот за пензиско и инвалидско осигурување и предвидовме зголемување на пензиите за 5%. Го намаливме данокот на додадена вредност за добиточна храна и живи животни од 18% на 5%. Овие пратеници кои доаѓаа на работа го намалија данокот на додадена вредност за бебешки производи од 18 на 5%. Го намаливме данокот на додадена вредност за училишен прибор од 18 на 5%. Донесовме одлука за издавање на 4500 вредносни ваучери за таблети за студентите. Донесовме закон со кој им овозможивме откуп на стаж на граѓаните на кои фирмите во минатото не им платиле придонеси за пензиско и инвалидско осигурување, посебно фирмите во периодот на транзицијата и приватизацијата. И со тоа им овозможивме да добијат право на пензија. Со измени во законот ја подобривме можноста и селениците да ги користат придобивките на здравственото осигурување во Република Македонија. Изгласавме измени во законот за работни односи, со кој го продолживме породилното отсуство на 15 месеци за мајките кои ќе родат 2, 3 или повеќе деца одеднаш. Со измени на законот за лекови и медицински помагала го одобривме проектот за отварање на рурални и подвижни аптеки во помалите населени места во Република Македонија. Со измени во истиот закон одобривме 7 поред намалување на цените на лековите. Овој пат беа опфатени 542 лекови, а вкупниот број на лекови чија цена е намалена со вакви одлуки на собранието веќе достигна близу 4000 поединечни лекови. Донесовме закони и одлуки со кои одобривме реконструкција на повеќе патишта низ Македонија. Такви се Битола Макази, Ресен Буково, Бошков мост, Дебар. Одобривме под посебни услови постоење на можност за сурогат мајчинство во Република Македонија и низа законски мерки за подобрување на демографскиот индекс во државата. Донесовме одлука за овозможување на трет бесплатен циклус на инвитро оплодување. Ова собрание во минатата година со низа законски измени го лесни процесот на трансплантација на органи, со што бројката на извршени трансплантации е драстично зголемена, а времето на чекање е драстично намалено. Донесовме измени на законот за земјоделство и рурален развој, со кој предвидовме 100% обештетување за прв пат на лица погодени од поплавите во Македонија, без разлика дали се запишани во регистарот на земјоделските стопанства. Донесовме одлука со која им гарантиравме право да се вратат на работа во јавните здравствени установи на медицинските сестри кои работеле во приватни установи основани во време на приватизацијата. Донесовме закон за признавање на стажот на земјоделците, плаќан по закон во периодот од 1978 до 1988, а кој не им беше признат досега. Овие пратеници кои доаѓаа на работа донесоа одлука за понатамошно важење на стапката од 5% на данок на додадена вредност за изградба и прв промет на станови. Со измени во законот за катастар на недвижности овозможивме целосно бесплатна легализација на дивоградби за ранливите категории на граѓани. Огромен број на граѓани се стекнаа со правото на бесплатен елаборат. За прв пат во Република Македонија донесовме посебен закон за превенција, спречување и заштита од семејното насилство. Овој закон нуди посебни и нови механизми за созбивање на оваа појава. Донесовме одлука за издвојување на дополнителни 370 милиони денари за забрзување на изградбата на гасоводот од Клечовце до Штип. Донесовме одлука за издвојување на дополнителни 377 милиони денари
од државниот буџет на Република Македонија за изградба на водоводни и канализациони системи во помалите населени места. Со ребалансот на буџетот донесовме одлука за издвојување на дополнителни 220 милиони денари за изградба и реконструкција на училишта и училишни спортски сали. Донесовме одлука како собрание за обезбедување на средства за реконструкција на студентскиот дом Гоце Делчев. Донесовме одлука за зголемување на студентските стипендии за 10%. Донесовме измени на Законот за територијална организација на локалните самоуправи, со која изменивме и дополнивме имиња на многу населени места, а на тој начин решивме административни проблеми на илјадници наши сограѓани. Донесовме измени на законите со кои возможивме подобро справување со кризата со мигрантите. Донесовме закон со кој ги ослободивме од кривично гонење близу 20.000 граѓани заради давање на непрецизни или неточни податоци во Фондот за здравствено осигурување. Со измени во Законот за земјоделство и рурален развој донесовме одлука да им се овозможи на земјоделските производители кои произведуваат стратешки значајни земјоделски производи за државата, покрај субвенции да можат да добијат и дополнителна финансиска помош во моменти кога им е неопходно. Донесовме одлука за бришење на камати на достасани обврски по основ на придонеси од задолжително социјално осигурување, со која им помогнавме на 16.000 фирми, 5.000 земјоделци и околу 500 лица вработени во различни верски заедници во Република Македонија. Донесовме измени на Законот за легализација, со која проширивме можноста за легализација на индивидуални стамбени објекти на лица кои досега не беа опфатени со овој закон. Донесовме одлука за продолжување на рокот за поднесување на барање за откуп на станови во општествена собственост за сите оние лица кои не го сториле тоа до 2010 година, до кога постоеше оваа можност. Донесовме закон за гаранција со кој возможивме почеток на изградба на најкрупниот железнички проект во Република Македонија, тоа е пругата од Белјаковца до Крива Паланка. Ова собрание, овие пратеници кои доаѓаа на работа во само една година, донесоа закон за еднократен отпис на долгови на граѓаните, со кои им беа отпишани долгови на над 13.000 семејства. Донесовме одлука за намалување на каматите за субвенционираните стамбени кредити во проектот Купи куќа, купи стан. Донесовме закон за општа управна постапка, двотретински, со кој треба да се подобри функционирањето на администрацијата во Република Македонија. Донесовме измени на низа закони врз база на препораките на извештајот Doing Business на Светска банка, кои имаат за цел подобрување на бизнис климата во државата. Донесовме програма за национални патишта, со која одобривме интензивната изградба и реконструкција на многу автопати, експресни, магистрални, регионални и локални патишта, како например Велес-Штип, Градско Прилеп и многу други. Донесовме одлука за воведување на национална стратегија за заштита и користење на културното наследство. Донесовме одлука за ратификација на спогодбата за пристапна помош од Европската Унија за периодот од 2014 до 2020 година, со која ќе имаме пристап до помош вредна над 660 милиони евра. Донесовме закон за формирање на водостопанско предпријатие за реализација на програмата за рехабилитација, реконструкција и изградба на капитални објекти, со што одобривме како собрание секоја година да се инвестираат 20 милиони евра за одржување на водостопанската инфраструктура. Почитувани, ние сме овде избрани врз база на волјата и одлуката на мнозинството граѓани во Република Македонија. Ние имаме намера да работиме на исполнување на програмата за која сме избрани. Ние имаме достоинство и знаеме дека секогаш мораме да работиме во интерес на граѓаните и тоа ќе го правиме и во иднина. Нема да дозволиме Собранието на Република Македонија да биде орган кој ќе се занимава само и единствено со интересите на СДСМ или било која друга политичка партија. Нивните пратеници имаат обврска да бидат овде, да ја одработуваат својата плата, а не да бидат дел од сценарио за заштита на кариерата на одамна пропаднати политичари. На овој прв училишен ден за нив се надевам дека ја научиле лекцијата дека со седење дома, лежење во измислени кампови на слободата, континуирана недоследност во ставовите, измислување епохални битки и тропање по прозорите на граѓаните, не може да сметаат на поддршката од нашиот народ, кој за разлика од нив
секојдневно си одработува и својата плата и својата екзистенција. Ние работиме додека другите не работиме. Ви благодарам. Додека количеството и одговорноста не заработните пари што ги добија пратениците од Српско бидејќи те поднесоа баленка да се им одземе мандатот и да не добијат пари, а се разбира тоа не го земе. Предвидно исто така и другите институции кои што се Јавно бара да им се поднесе оставка, а тајно бара да не се прифати оставка. Следно прашање, повелете. Следно прашање. Две прашања може господин Биловски. Повелете. Од почетокот на кризата, две партии, односно двете пратеници напуштија коалицијата, вашето мнение за тоа. И второ прашање, тројцата пратеници од диаспората, колку проекти, законски решенија, решени проблеми за граѓаните кои што ги представуваат предложено и колку чини нивниот мандат? Значи, Законот за здравствено осигурување со кој што се помогна на иселениците за користење на правата за здравствено осигурување една работа, друга работа, преку овие пратеници Република Македонија е директен контакт со многу иселеници, со многу фирми кои што се во собственост на наши иселеници, со што се овозможува побрз трансфер на информации и податоци заради инвестирање во Република Македонија. Веројатно сте информирани и знаете дека во Полошкиот, во Битолскиот, во Струмичкиот регион има огромен број на фирми кои што се во собственост на наши иселеници, кои што вработуваат и помагаат на граѓаните кои што живеат во Република Македонија. Во однос на првото прашање ќе ви кажам дека секој пратеник има одговорност сам да постапува, иако ви е неточно во првата позиција прашањето, но тоа сами ќе си го проверите. Душица, повели. Велика јавно бара да бидат констатирани оставките, тајно бара да ни бидат прифатени, зошто власта ги ступна процедурите и го возможи тоа што тајно го барале. Се што ние постапивме како пратеничка група и се што ќе постапуваме во иднина е исклучиво поврзано со нашата намера и желба Република Македонија да биде стабилна демократија, стабилна држава, во која што концентрација на енергијата на политичките партии нема да бидат политичките манипулации, подметнувања и игри, туку ќе се концентрираме на стотици и стотици вакви проекти за какви што денеска ви изборував. Ќе се концентрираме на економскиот развој, ќе се концентрираме на подобрување на животните и екзистенцијални услови на граѓаните, ќе се концентрираме на подобрување на инфраструктурата во Република Македонија. Тоа е одговор. Нема да дозволиме, како што не дозволивме ни досега, ни од сега да бидеме внесени во политички манипулации. Благодарам. Значи имате пратеници од Струга, гостувате во мало така таму ништо не направи проблеми. Не се пофаќа. Времето не дозволува, инаку веројатно доволно ви ако е прашањето тенденциозно, доволно е да видите дека пратениците од ВМРО ДПМН од Полошкиот крај беа 24 часа присутни во селата каде што имавме непогоди, но и инфраструктурно се инвестира и фабрики се најавени за изградба и така натаму. Повелете да дозволиме бар поеднаш да постават прашања сите што. Може да ни кажете колку број сега пратеничката група предводена од ДПМН и дали ќе ги ослободите оние места кои во комисиите, во другите работни кои беа пополнети додека опозицијата беше. Вака, во однос на пополнетите позиции, ние немаме пополнети позиции кои што следуваат на опозицијата со исклучок на неколку тела за кои што моравме да постапиме за да бидат функционални. Во другите случаи, кога председававме со одредени комисии, председававме со овластување од страна на председателот на собрание, а не со посебна одлука во собранието. Веднаш штом СДСМ ќе достави предлози за пополнување на празните позиции за нив, собранието ќе постапи според деловникот, комисијата за избор и именување треба да ја го утврди предлогот, да го достави на собранието и собранието да ги изгласа тие предлози. Во однос на првото прашање би сакал да ви кажам дека во владината коалиција, во владиното мнозинство има пратеници кои што припаѓаат на пратенички групи, има пратеници кои што не припаѓаат на пратенички групи. Значи тоа што одредени пратеници не припаѓаат во пратеничка група не значи дека не се дел во владиното мнозинство. Таков е случајот денеска со господин Павле Трајанов, претходно господин Чедомир Сазловски од Гром и други пратеници. Така да, околу тоа прашање, се надевам дека на тој начин ви разјаснив. Дополнение на прашањето, ќе гласаат за вашите одлуки?
Ние сме имале одлуки и закони за кои што и пратеници предложени од ВМРО ДПМН гласале спротивно или различно од мнозинството на пратеници. Ги усогласуваме нашите ставови на претходни координации на пратеничката група и консултации не само со коалиционите партнери во владиното мнозинство, со ДУИ, со ГРОМ и со другите партии, туку и со опозиционите пратеници кои што досега беа присутни тука, со ДПА и со независните пратеници, и така ќе продолжиме да функционираме. А одлучувањето и постакувањето на секој пратеник според устав е гарантирано дека е индивидуално право врз база на своја свест и совест. Колку Проверете, Бети. закони се донесени во Бети, Бети. Дали има начин да договор денеска да се одржи обидена координација на кој што одлуки да ги дискутирате останатите работи, како членствата во комисии, бидејќи унутре има закажано како национален совет за евроинтеграција. Значи, имаме информација дека треба да бидеме во очекување на закажување на координација во тек на денешниот ден или во тек на ова недела. Но формални контакти помеѓу пратеничките групи до сега нема. Колку вкупно закони се донесени? Вкупно се донесени над 370 закони, но би замолил и потенцирам дека голем дел од тие закони за кои што некои медиуми и некои експерти без да не прашаат нас во текот на минатата недела не критикуваа, се усогласувања со два системски закони, законот за прекршоци и законот за општа управна постапка. Значи поголемиот дел од законите за кои што минатата недела некои медиуми без да не прашаат, не критикуваа, се усогласување со овие два системски закони. Се одржани 10 седмици за пратенички прашања, донесени се вкупно 31, односно постапувано е по 31 закон предложен од пратеници, од кои што 27 потекнуваат од оваа пратеничка група. Дали има други прашања? Седмицата за оставките? Тоа ќе треба да запрашате во кабинетот на председателот на собрание. Поведете, Максимовски. Бидејќи во јавноста влада е правило на криење на информации за договорот со пржи, посебно за делот на специјалниот обвинител. Дали овде присутните пратеници на тој специјален обвинител се спремни со закон да му дадат и гарантираат апсолутна автономност, вклучително да ја изгражува и вашата работа? Значи, благодарам за прашањето. Јас колку што знам, договорот, како што го нарекувате, од пржино е објавен јавно и тоа на самиот ден кога беше подпишан. А ако имате проблем за обезбедување, ви стојам на располагање да ви го понудам и да ви го дадам да го погледнете. Второто прашање, ако дозволите, да ви одговорам прво на прашањето што ги поставите. Во врска со второто прашање, спремни сме да носиме одлуки кои што се по согласност со Уставот на Република Македонија и никако поинаку. Ако имате дополнително прашање, поведете. Значи ли дека тоа овде присутните пратеници се плашат од работата на еден специјален обвинител? Не, ние не се плашиме, мислам дека во оваа држава има многу други луѓе кои што ги видовме на дело, кои што треба да се плашат од постапување на институциите. Овде присутните пратеници се спремни да носат одлуки во согласност со Уставот на Република Македонија и никако поинаку. Дали има други? Поверете? Плюсив? Не сметам јас ништо и не кажав дека сметам. Кажав дека пратениците се спремни да донесат одлуки во согласност со Уставот на Република Македонија. А ако вие мислите дека носење на таков закон е спротивно на Устав, оставам на ваше толкување. Јас не навлегувам со коментари во таа тема. Дали има други прашања? Тука привршува. И заврши расправа по предложените уставни измени. Дали ги има многу за гласување? Значи ние ќе пробаме да направиме консултации со сите пратенички групи и со сите пратеници, ако има волја за усвојување на уставните измени, ќе бидеме задоволни заради тоа што на тој начин помагаме на државата и на граѓаните. Благодарам.